Верувам во желбата. Верувам во упорноста. Верувам во работата. Верувам во волјата. Верувам во трудот. Верувам во Македонија. Борис Трајковски за председател. Умно, честно, одлучно. Роден во методистичко семејство, правник, сопруг на Вилма, татко на Сара и Стефан. Како кандидат на ВМРО ДПМН стана втор шеф на македонската држава. Човек и политичар чија водилка беше верата. Тој припаѓаше на друга црква. Меѓутоа со сите сили се бореше за признавање на МПЦ. Надвор величан, дома подценуван. Борис Трајковски ја водеше државата во тежок период. Понесе и голем товар за мировниот процес во 2001 година. Би рекол, Трајковски беше пред времето и заради тоа на некој начин одредени политичари или круги го критикува. Животот го загуби во авионска несреќа, патувајќи на меѓународна конференција во Мостар. 20 години не ми се верува вака дека се 20 години од таа трагедија. Мислам дека е општо прифатен факт дека во Борис Трајковски имавме татко на нацијата. Како непишано правило, нашето општество осознава и признава величини главно откако ќе заминат од овој свет. Таков е и случајот со Борис Трајковски, втор поред председател во независна Македонија, кој трагично загина во 2004 година во авионска несреќа во Босна и Херцеговина. 20 години подоцна, во неговата родна Струмица, проверивме колку граѓаните се сеќаваат на човекот кој во 1999 стана председател велејќи "Верувам во Македонија". Повозрасните струмичани се гордеат со Борис Трајковски. Како него не се раѓа човек у Македонија. Зборува немам за него како да се другите како него. Добар како човек, добар како председател. Немам зборови за него. Може ли да кажем нешто лошо за прв комшија? Нема шанс. Се е нај-нај. Иако беше на висока функција, сакаше да ја посетува Струмица и беше многу слободен кој ја доаѓаше тука. Се дружише со луѓето буквално од секој ранг. За помладите, генерално тој е непознаница. Се сеќавате ли кој беше Борис Трајковски? Не. Вие? Не. Дали знаете кој е Борис Трајковски? Знаете ли кој е Борис Трајковски? Да, председател на Македонија. Председател на Република Македонија. Дали знаете кој беше Борис Трајковски? Не. Да. Кој? Ама не беше. Борис Трајковски? Да, ама не да го кажем, да го објаснаме. Председател на Република Македонија. Струмичанец. Во Скопје, неговиот втор дом, го паметат и со граѓаните албанци, главно повозрасни. Македонија никогаш немаше подобар председател од Борис Трајковски. Председател на Македонија. Мира, добар човек беше. Он беше добар председател. Од овие другите најдобриот што го знае Македонија да го има. За Борис Трајковски на големо се слушна уште пред да стане шеф на државата. Предходно, краток период беше заменик министер за надворешни работи и тоа во екот на косовската бегалска криза. Тогаш ја даде изјавата која го вивна кон врвовите во политиката. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром и пренесете ги во Стокхолм. Ставот на Трајковски ја разбуди меѓународната заедница. Со поддршка на американската армија се креаат и 8, 9, 10 да ги наречам центри за собирање на
на бегалците. Сте ги чуле, Стенковец 1, Стенковец 2 и така натаму. Затоа што претходно луѓето не разбираат дека ние како држава со сиромашни ресурси е невозможно да удомиме, ви кажам, на врвот на кризата со бегалците. Во еден момент имаме околу 220.000 бегалци во ист момент на наша територија, а се вкупно околу 360.000 бегалци престојуваат во тие 3 месеци кај нас. Таа бројка е во тој момент 17% од македонската популација, што е товар кој една Америка или не знам која држава не може да го поднесе. Значи, мислам дека има и употребна вредност таа негова изјава, иако во некои кругови тогаш им зазвуче грубо. Верувам во Македонија. Борис Трајковски за председател. Умно, честно, одлучно. Во 1999 година Борис Трајковски беше промовиран во кандидат на ВМРО-ДПМН за председател на државата. Мојот слоган, како што можевте да видите, верувам во Македонија, затоа што така од срце чувствувам и во мене длабоко тоа е вткаено. Затоа што сум јас тука роден, тука сум пораснат, тука се школував, ја сакам мојата родина, мојата татковина, Република Македонија. Најповеќе од се. А најповеќе од се, зашто и верувам на Македонија, најголемата причина е моето семејство. Моите 2 деца, мојата сопруга, и затоа сакам на сите семејства во Република Македонија да им изградиме една просперитетна, стабилна и добра иднина. Од 6 кандидати во вториот изборен круг, Трајковски успеа да го победи социјалдемократот Тито Петковски со помош и на гласачите албанци. Ќе го почитувам уставот и законите и ќе го штитам суверенитетот територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Територијалниот суверенитет, интегритет и независноста на Република Македонија. Трајковски официјално е шеф на државата. Формира круг на соработници, не по партиска директива, туку по собствена проценка. Председател Трајковски беше голем патриот, кој што ја сакаше својата татковина Македонија и народот. Тој беше политичар кој што работеше со голема енергија и беше и како личност со огромна енергија и по цел ден беше во неговиот кабинет. Ќе дојдеше са бале некаде во 9 часот и нормално навечер 10, 9:30, 11 си одеше. Тогашните канцеларии на председателот беа во зградата на Македонското собрание. Имаше нетипична близина во односот со соработниците, сведочат тие. На двата краја беше мојата канцеларија и неговиот кабинет. И знаеш, често да дојде кај мене, посебно кога немаше состаноци, на муабет. Во една прилика доаѓа, паметам, и седнува на една од фотелите, вели шо правиш? Ја му пишав говор за некој негов следен настап, што најчесто јас ги работев тие говори или правев компилација од контрибуциите на другите советници. И воопшто не приметив, бев над компјутер и не приметив дека тој почнал веќе да ми јаде од геврекот кој го имав купен од мензата у собрание. Кога ја го гледам, му дам председател, очигледно сте многу гладен сам бајле. Вели, извини, али стварно сум гладен. И ми вели на крај, може ли да го испијам јогуртот? Може, викам, кога сте почнали, зашо да ви кажам назад да враќате све, не е можно. Завршува се тоа, си заминуе, не проѓаат 5 минути. Дојаат 20 келнери од бифето у собрание и ми носат ручек у кој има, не знам, меса, чуда, јадење, пиење, као за 10 души. Ми јава по телефон, били, само да знаеш, ова ти е компензација за тоа што ти го изедов од ручекот. Настани такви имаше многу. Беше скромен, велат неговите соработници, а скромноста го следела и на службените патувања. Не му се дава, тоа беа службени пари, не му се дава за... Обично се сместувавме во Обединетите нации кога одавме еден хотел веднаш до мисијата наша и не му се дава пари за мини барот, не знам, кисела вода, кока-кола обично пиеше. И го праќаше обезбедувањето да купи од мини маркетче едно близко тука преку Прва авенија.
Значи го имаше тоа многу, што вака од денешна перспектива е неспоредливо. На председателот Трајковски му беше важен народот, ке кажат неговите соработници. Најмалку еднаш месечно посетувал по еден град во државата, се среќавал со градоначалници, влегувал во болници и во училишта. Секогаш одел во пазарен ден, за да има шанса да се сретне со што поголем број граѓани. Бевме во Велес, на пазарот, и таму се сретнуваше со луѓето, разговараше, ги прашуваше кои ми се проблемите, како може да им се помогне и така натаму и така натаму. И имаше еден пазарџија кој изгледа било другата политичка опција и викна УА. И знаете, председател Трајковски беше крупен, голем човек, се сврте и тргна кај него. И се замисли и позади него обезбедувањето и се разбира ние од кабинетот. И човеков се стаписа кога виде како иде Трајковски, кога се приближи Трајковски, се сврти кон обезбедувањето, не се седете би на страна. Седна на гајба до пазарчијата, разговараа 15 на минути, да ви кажам, не знам што разговараа, меѓутоа крајот на средбата се прегрнаа, се поздравија како најдобри другари. Тоа е председателот Трајковски. Мислам, тоа го покажува каков лик, каков лидер и колку се грижал за своите граѓани. На председателот на малата Македонија му успеваше да се зближи со најголемите светски лидери. За време на една од посетите на Белата куќа, Трајковски и американскиот председател Џорџ Буш, кој е исто така методист, се повлекле насамо на заедничка молитва. И двата председателя се договорија да се повлечат во една соба одма до Белата куќа и заедно да се помолат на Бога. И после тоа може да сметате каква беше атмосферата на средбата, помина во одлична атмосфера. Траеше двојно подолго него што беше планирано. На крајот на средбата председателот Буш не прошета низ градината на розите кој што одма до овалната соба. Тоа е председателот Трајковски како човек. На Прашкиот самит на НАТО 2002 година, ноември месец, има главни панели, ние сме кандидати тогаш, уште не сме членки, и секој си има посебни панели на кои учествува, меѓутоа тоа е на 2 спрата, една зграда во тоа време во Прага, и поминува низ ходникот, ние чекаме да се видиме со лорд Робертсон, тогашниот генерален секретар на НАТО, поминува американската делегација на чело со Буш, која оди на друго место, на друга билатерална средба, и Борис му свирна, баш со уста му свирна, знаеш. И му га, хеј, Џорџ, му вика. И ој се врати назад, цела свита обезбедување, баш тие не го знаат кој е Борис Трајковски, а Буш го знае. И он му кај си, пријателе, брате, и почнаа се гушкаат и да разговарат меѓу себе. И тоа е прилично необичен начин на американскиот председател да му свирнеш на улица или во ходник и тој да се врати. И не е само близината со американскиот председател Буш. За нашата надворешна политичка тежина како земја, многу е важен личниот контакт. И тој имаше така. Знаеше, ќе добие од негде идеја или некој ќе му донесе идеја, ќе направи некој регионален собир, ќе ги собере сите од Балканот. Многу често телефонски разговори со Колин Пауел, тогашниот државен секретар, кој што подоцна кога станав македонски амбасадор во Вашингтон, кога ќе ме видеше, викаше како ми е пријателот, how is my friend the reverend, како ми е пријателот свештеникот. Блиски односи со председателот на Полска, Украина, премиерот на Норвешка тогаш е многу. Председателот будеше интереси кај нашите иселеници, како на пример оваа необична средба за време на неговата прва официјална посета на Сараево, Босна и Херцеговина. Добре ни дојдовте. Од кај сте вие? Од Тетово е така. Да, Тетовчанец пред 50 години дошол тука. Може ли да ме послужиме со нешто? Благодарам многу. А зашто? Па може ли да имаме пак друга прилика? Ние сме познати по алба, по колачи. Едно парче може да пробувате. И многу е ова. Нека малку. Дайте две видјушки. Две видјушкици ми дайте. Послужите се, сакате нешто друго? Ова ќе ви дадам дома да понесете. Ова е ручна работа македонска.
2001 носи неизвестност за меѓуетничките односи во Македонија. Председателот е на крстосница, дали да постапи како верник или како врховен командант. Од една страна, расте притисокот од граѓаните да не се преговара. Точно дека Тетово е македонски град и никој нема да го земе. И ќе остане македонски град. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Ве молам, повикајте се на разумот и трезвеноста. А јас верувам тие денеска што најмногу викаат, тие ако сега бидат повикани ќе бегаат веднаш во своите домови. Од друга страна, се интензивираат посетите на представниците на меѓународната заедница и повиците за политичко решение на конфликтот. Со Солана, кога беше околу преамбулата на Уставот, имавме план за да покаже докаде може, докаде не може, кај ни е црвената линија. Он практично го избрка од канцеларија, му рече готово, излези. Завршен е состанокот. Ама бидејќи знаевме каков е влогот, што ми излезе Солана, мене ми рече сега трче по него, враќај го. Фати го негде на 200 на 300 метра. Канцеларијата му бе уште во собранието. Ама да помине известно време да не го вратиш веднаш. 2-3 минути да види дека допрел кај што не може да се оди. Пресвртна точка во конфликтот е 13 август 2001. Председателот Трајковски заедно со лидерите на тогашните најголеми политички партии и специјалните представници на ЕУ и на САД става потпис на Охридскиот рамковен договор, што е вовед во запирање на крвопролевањата. Ај Господ да ни напомоши. И Аллах, да. Се гледа една типична искреност за него. Па и ова со Господ да ни е напомош, значи што имплицира? Имплицира свест колку е голема работа, надеж да излезе кон добро, да биде повеќе плюсот, поголем плюсот од минусот од рамковниот договор. Во својот мандат Борис Трајковски немаше напакостено на никого лично, ниту политички, ниту пак направи штета врз националните интереси на Македонија. Рамковниот договор, за кој тој се смета како неформален татко, да речеме, бидејќи под негово покровителство се водеа сите тие разговори, еве 23 година од него од подпишувањето на тој документ до денес не ја растори Македонија. Неговата големина ја признаваат и политичкиот блок на албанците. Ќе биде многу добро да му се признават заслугите, но најважното за сите граѓани, за сите јавни личности, за сите политичари во државата, кој да им падне на памет да направат нешто, да мислат што правеше председателот Трајковски во најтешките моменти на нашата држава. Он си работеше само за мирот, ништо друго не го интересираше. Второ што му беше многу важно беше државата и мислам дека во неговото време, во неговата историја, а он успе да се наметне како историја на нашата заедничка студбина, а тоа е Македонија. На 26 февруари 2004 година владиниот авион Кингер со председателот Борис Трајковски, 6-члена делегација и бајца пилоти не стигна до Мостар. По 24 часа потрага стигнува потврда за смртта. Македонија се збогува со шефот на државата. Борис Трајковски беше човек што знае да ислуша, да даде, но и да прими совет од секого, да сгреши, но и да признае грешки и да се извини. И секогаш подготвен да простува за оние што ќе му сгрешат. Во овие изминати 4 години и приликите, но и оваа проклета професија наречена политика наложија во исто време да станеме и пријатели и противници. И да соработуваме и да се критикуваме. Но она што со сигурност го знам е дека во сите клучни моменти при донесување на најтешките одлуки за иднината на нашата држава, секогаш бевме заедно, на иста страна,
полесно разбирајќи се меѓусебно отколку дури со своите сопартици. Контроверзиите околу авионската несреќа продолжуваат до денес. Живо е прашањето: како човекот кој важеше дека е пред своето време би се поставил во актуелнава политичка ситуација? И он, мислам дека ќе имаше многу важна улога и како поранешен председател во овие агонии со францускиот предлог, со маката со Бугарија. Мислам, например, дека немаше да го потпише указот за прогласување на законот за измените на кривичниот законник, па макар се ги срушил односите со владеачките партии, ке се консултираше со едни експерти, со други експерти, со трета група експерти, така ги носеше одлуките и на крај сам со себе ќе измери. Така што фали малку таа вистина и тој интегритет да се стои на принцип. И како општество тоа ни недостасува, треба да го бараме. И исто имаше, знаеше да дава признание на луѓе. Тоа што нему му се случи, меѓутоа отпосле. По загинувањето, по смртта. Генерално можам да ви кажам дека би бил крајно разочаран пред се од неможноста на клучните политички актери во држава да ги преминуваат партиските поделби. Неговото искуство, неговите пријателства со светските лидери секако дека ќе би ни биле од огромна корист на државата. Тој таа мрежа на пријатели, на англиски што вика network, што викаат, е многу значајна. И тоа што Трајковски за релативно краток период успе да го направи е огромно богатство. За жал погина и тоа богатство со него државата го изгуби.